Асоцијацијата на земјоделци и фармери на Македонија бара млинарите да ја намалат цената на лебот на 20 денари, затоа што домашната пченица во 2024 ја купиле по цена од 9 до 11 денари за килограм. Сегашната цена на лебот од околу 30 денари била превисока. Уште веднаш да се дава и цената да биде на лебот 20 денари. Откупната цена беше од 9 до 11. Сега можда е дел на берза, мислам за некоја не многу значања цена повисока, меѓутоа сепак тие ја откупаја нашата пченица по цената која што претходно ја кажав од 9 до 11 денари. Според собствениците пак на пекарите, 20 денари била прениска цена за трошоците кои што ги имале моментално, затоа што пред 10 години со далеку помали трошоци цената на лебот била 25 денари, а сега 30. Значи со зголемување на производството на пченица и пласирањето на нашата пченица во млиновите, би требало да се намали доколку биде само наша пченица македонска. Но со оглед на тоа дека млинарите дел земаат македонска, дел земаат маđарска пченица, дел земаат српска пченица и цената на брашното затоа излегува и повисока. А според цената на брашното, според цената на репроматеријалите, платите на вработените, нормално се формира и цената на лебот. Од Асоцијацијата на земјоделци и фармери бараат исто така и намалување за 50% на сите хемиски препарати во земјоделските аптеки. Пример Логрант, засишно средство за 1 хектар зборуваме пченица. Ако го сакаме да го земеме, уствари го земеме, од нашите аптеки е од 400 до 500 денари за 1 хектар. Обратно, и тоа сепак зборуваме ние тамошните цени, во соседните држави е 100 денари. И предлагаме подхитно, барем за 50% сите производи во земјоделските аптеки да се намали цената. На Македонија годишно и се потребни околу 360.000 тони пченица за да ги задоволи своите потреби, а како држава произведуваме само околу 230.000 тони. Овие 130.000 тони Македонија за жал никако со години да ги постигне.